Почитувани гледачи, добар ден. Медицинско капче на слободен печат. Иновативен апарат кој што овозможува отстранување и биопсија на тумори со многу мали резови, вградување на импланти во Паркинсонова болест. Сето ова од неодамна се нуди во приватната болница Аџибадем Систина. За новиот апарат и за невронавигацијата зборуваме со доктор Миленко Костов од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добар ден и ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Благодарам на поканата. Најавив нешто што во моментов е достапно во Аџибадем Систина, нов апарат за невронавигација. Ајде најпрво околу апаратот и што нуди новата технологија која што се работи. Да, значи тоа е еден сложен апарат кој што се состои од повеќе сегменти, ни овозможува пронаоѓање на длабоки туморски промени, при тоа да ги избегнеме нервните патишта, крвните садови и било кои потенцијални моменти кои што може да настанат да се повреди, односно оштети мозокот. Овој апарат функционира на два принципи, значи има два своји дела. Едниот е со инфрацрвена навигација се вика тоа, односно со инфрацрвена камера која што ги препознава структурите кои што му се претходно зададени, а вториот е со електромагнетно поле. Значи постои емитер кој што креира електромагнетно поле околу самиот пациент и ни овозможува добро да се снајдеме во коскените и потврдите структури кои што се на главата. Овој апарат, освен за третирање на, да кажам... најпрво вака за почеток да ги запознаеме гледачите што се третира, бидејќи спомнавме дека се прават биопсии. Да. Со овој апарат, меѓутоа може и за оперативно, мислам да се користи за операција. Така, предноста е што има многу мали резови. Да, предноста е што неговата голема прецизност и исклучителната безбедност за пациентот за прв пат ни овозможува да изведеме длабоки мозочни биопсии кои што беа недостапни кај нас во нашата држава. Не се правеа, потоа ни овозможува да третираме длабоки мозочни тумори, при тоа безбедно да ги извадиме низ минимални кортикотомии, ги викаме минимални резови на самиот мозок. Тоа е делот околу онколошките процедури. Постои и опција за вградување на одреден тип на импланти со кои што се контролира и подобрува движењето, особено кога ние тремор движење кај Паркинсоновата болест. И третиот сегмент кој што е многу важен е исто така иновативност во спиналната хирургија, каде што може со минимално инвазивни методи, односно со мали резови да се извршат операции на стабилизација и фиксација на нрветот, кои порано траја многу долго и беа многу мутилантни, односно многу тешки ги поднесе самиот пациент. Така. Повторно ќе ве вратам кај онколошките пациенти. Многу е битно овде да се напомене дека доколку онкологот смета дека станува збор за одреден тип на тумор, не треба и воопшто оперативно да се решава, туку се оди со понатаму хематолошка терапија. Така е. Ајде малку околу ова процедура, значи се зема дел од примерокот и потоа како оди понатаму. Тоа е, значи, се прави најпрви со помош на магнетна резонанца, секако според клиничката слика се утврдува постоењето на одредени типови на тумор на мозокот, за кои што ако се сомневаме дека се многу сензитивни на онколошка терапија, односно на хемо и на радиотерапија, возможно е да го потврдиме нивното потекло и нивната градба, со тоа што низ минимален рез на главата, тоа околу 1,5-2 мм дупченце, можеме со помош на апаратот за невронавигација безбедно да стигнеме до било која регија на мозокот, оттаму да земеме доволен број пати примерок, веднаш веднаш патологот да ни потврди дека се работи за туморска промена, да се направи типизацијата на промената и да се даде онколошки третман, бидејќи тоа се прави бидејќи некои од туморите се многу сензитивни на онколошкиот третман. Нема потреба од радикална хируршка ресекција, да. Тоа беше и целта, дека практично оперативно не мора да се решава туморот да се отвара главата, него понатаму да се остави онколошките лекови да со минимална травма, максимален бенефит да извадиме, да. Околу оперативниот зафат, многу е битно да се напомене овде дека се скратува и самиот оперативен зафат, меѓутоа и третманот потоа постоперативно во денови. Ајде малку околу тоа да позборуваме, бидејќи станува збор за минимално инвазивен третман, колку трае опоравувањето, самата операција и постоперативното лекување. Па во принцип досега направивме околу 20 процедури веќе и нашите почетни искуства покажуваат дека времетраењето на самата интервенција се скратува за 25 до 30%, што значи дека самиот пациент е значи за 25 до 30% од времето пократко во анестезија. Резот и траумата на самото мозочно ткиво се многу помали, така да и деновите за опоравок се кратат и
секако непријатно искуство за болниот, се скратува и се прави, како да кажам, помалку непријатно. Така. А резултатите се уште подобри од тоа што беа. Така, во болница претпоставувам исто така помалку се останува болнички денови, нели, на Да, се крати опоравување. и времето на опоравок сигурно за 20 до 30%, и тоа е ден или два, ако порано било меѓу 5 и 7, сега меѓу 4 и 5 денови, така да и за тоа имаме дополнителна предност. Ова е само почеток на таа невронавигација. Спомнавме дека може да се вградат и импланти кај Паркинсоновата болест. Тоа е, претпоставувам, нешто следно кое што дополнително треба да се работи во Аџибадем Систин. Да, тоа е, се работи за се повеќе и повеќе луѓе се јавува, кај се повеќе и повеќе луѓе се јавува Паркинсоновата болест, која што знаеме една од главните карактеристики е неволевите движења. Постојат опции за вградување на импланти со кои што тоа движење се контролира и често тие интервенции се изведуваат на будно, знаете како што сме имале можност да гледаме на филм како на пациент кој што е буден му се вградува имплант и неговите движења почнува да стануваат сврсисходни, односно тој почнува да ги контролира. Така да тоа е следниот чекор кој што го планираме. Да. Така. При користење на апаратот за невронавигација, најчесто велите дека пациентот може да биде нели и буден, меѓутоа и се прават и класични операции. Околу оперативните зафати невролошки да не се добие впечаток само дека се работат на глава. Невронавигацијата нели дозволува операции на други делови од тело. Каде досега веќе има светско искуство, нели, каде се прават и каде се прават кај нас конкретно во овој случај? Кај нас се прават, борувам во Аџибадем Систина само, се прават и интервенции на рбетникот, на кичмата. Така. Со помош на невронавигацијата се скратува времето за пронаоѓање на безбедниот коридор за работа. Исто така се смалуваат интраоперативната траума, се смалува и самиот трес и времето кое што хирургот го проведува додека трае операцијата. Со мали резови се поставуваат стабилизациони материјали и сето она што порано било на вистина мутилантно, мачно, тешко, како за самиот пациент, така и за екипата внатре во сала, сега и времето на траење се скратува и опоравокот, исправањето, да кажем, станувањето на болниот е многу побрзо и подобро. Процесот на физикална терапија исто така се скратува, така да добивате еден пациент кој што ако со истиот проблем пред известно време му требале 3 до 6 месеци да се врати во социјалните текови секојдневни, сега истото време може да биде и помалку еден месец. Значи зборуваме за не за скршеници, меѓутоа за невролошки за проблеми, дегенеративни изменетости на рбето. Тоа се оние шилци, спондилоза, дискуси, народски кажам. Да. Така. Што остана друго да се спомне, нели, лидери сме во регионот, повторно вие практично како болница со невронавигацијата. Следно рековме што е, дали останува нешто недокажано и нешто што е во план, меѓутоа не го спомнавме. Во принцип цело време планираме нешто ново кое што ќе биде иновативно и ќе биде достапно тука за сите нас. Така да сметам дека овие третмани, особено на движењето во Паркинсоновата болест и вградувањето на импланти се новитети кои што ќе бидат на вистина брзо достапни кај нас и на вистина ќе направат голема разлика во здравствениот систем. Препорака една до пациентите доколку им се понуди ваков оперативен зафат, посебно нели кај оние тешко болните онколошки, да не се плашат, нели, ајде вие да им објасните за што се добиваат практично со невронавигација. Значи тимот неврохируршки е секако анестезиолошки исклучително искусен. Со невронавигацијата само се добива додадена вредност. Значи се добива уште еден поквалитетен момент и треба да се знае дека интервенциите со невронавигација стануваат полека и медико-легален момент. Не би требало да постои институција која што не го користи овој апарат при изведување на вакви тешки и комплицирани интервенции. И за крај на интервјуто, постои ли некаква возрастна граница за користење на овој апарат или можно е да се оперира, да кажеме, од 7 до 77? Значи, секој пациент имаме индивидуален пристап, кај секој оној каде што нешто вакво е потребно, може да се направи. Не постои никакво ограничување, ниту од типот на болеста, ниту пол, ниту возраст, ниту некој тип на ограничување. Доктор Кустов, оставаме простор за она што следува, значи следно ќе биде имплантите во Паркинсонова болест. И како што на крај на секој наш интервју кажуваме, следно ќе зборуваме можеби за некаква роботика. Така, веќе робот во операција. Да. Почитувани гледачи, ова беше доктор Миленко Кустов од приватната болница Аџибадем Систина и новиот апарат за невронавигација.
Останете со програмата на Слободен печат, очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го веб изданието. Ви благодарам за вниманието.